Во пресрет на сезонскиот почеток на грипот, амбулантите се полнат со деца, засега со зачестен број на горно-респираторни проблеми и вирусни инфекции. Во детската болница Козле, бројот на прегледи според докторите се движи од 120 до 150 во текот на денот, а најчесто дечињата кои таму се носат се со респираторни, но и со стомачни вируси. Од Козле посочуваат дека бројот на легла во овој период не е наполнет и дека немаат толку голем број на деца кои имаат потреба од кислородна поддршка и хоспитализација. Најмногу децата доаѓаат со покачена телесна температура, со горно-респираторни инфекции, се уште ги имаме и оние ентерални инфекции со пролив, со повраќање, а и нашите пациенти со астма, па со астма екзацербации, со така со пневмонии, така што целата респираторна патологија ја имаме во моментот. Се уште не е пополнет капацитетот целосно, имаме се уште места, има моментално 40 до 50 пациенти кои што се хоспитализирани, исто така и во дневна болница. Матичните лекари се исто така суевиден показател за тоа каква е фреквенцијата на деца кои се носат и кои се најчестите симптоми. Според педиатрите специјалисти, најчесто се носат деца со зголемена температура и респираторни проблеми, како и дел од децата кај кои има појава и на бактериска инфекција. Нивна препорака е да се користи витамин D3, да се проветрува дома почесто, да се воведе било каква физичка активност и да се изнесуваат децата во природа, на отворено, затоа што тие често се во затворени простори и со групи од други деца. Препораката е за сите мајки, за сите родители, дечињата обавезно цела есен и зима да ги суплементираат со соодветна доза на интернационални единици на D-витамин или по препорака на матичниот педијатар. Јас секогаш советувам и поголемите дечиња, па и сите ние возрастните, треба да примаме D-витамин за да си го заштитиме сопственото здравје. Тука несомнено доаѓа во препорака и здрав начин на живот, значи што повеќе децата да ги изнесеме надвор. Вообичаено со заладувањето и со зголемувањето на загадувањето на воздухот, во декември и јануари започнува изголемираниот број на пациенти кај кои грипот е главниот проблем, заради што и секоја година кај возрастните и хронично болните со астма и алергии се укажува да се вакцинираат за полесно да ја пребродат сезоната на грипот. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје и во изминатата недела, во Гостивар, Куманово и Тетово се регистрирани 117 случаи на грип и слични респираторни заболувања.